Почитувани, првата тема на денешната билтен пресконференција се однесува на следното. Изминаа повеќе месеци откако владата се обврза во преговори со медиумите за 30 дена да изготви предлог решение со кое ќе ги отстрани главните механизми преку кои врши силен притисок врз нивната работа. Според информациите кои ги добивам од медиумите, под превезот на декриминализацијата на клеветата, власта турка решение со кое ќе ги засили инструментите за дополнителен притисок врз медиумите. Казните од по 10.000 евра за новинарите, 40.000 евра за уредниците и 80.000 евра за собствениците на медиумите не само што представуваат инструменти за притисок, туку се и директна причина за воведување на автоцензура. Не е во ред власта со предложените предлог мерки да го става Сдруженијето на новинари во ситуација помош да бара од институциите и низ институциите на Европската Унија. Сметаме дека власта со процесот на декриминализацијата на клеветата ја замајува како домашната, така и меѓународната јавност, дека води суштински диалог со новинарите. Декриминализацијата на клеветата е само еден мал дел од поширокиот проблем со кој се соочуваат медиумите. За целосно напредување на состојбите во медиумската сфера, Социјалдемократскиот сојуз предлага: прво, целосно и ревносно почитување на Законот за слободен пристап до информациите од јавен карактер. Не може владата која самата себе се декларира за отчетна и транспарентна да веведува ред во медиумската сфера без да ги почитува законските обврски за пристап до информациите во рамки на своите институции. Второ, намалување на предложените казни за новинарите и уредниците согласно со барањата на Сдруженијето на новинари на Македонија и воведување на реципрочни казни за прекршителите на Законот за слободен пристап до информациите во државните институции. Трето, утврдување на прецизен и објективен систем за распределба на буџетските средства за кампањи во медиумите според објективни критериуми. Впрочем, тоа го пишува и во последната резолуција на Европскиот парламент за Република Македонија. Ја повикуваме владата да ги има во предвид овие мерки при подготвување на Законот за медиуми, кој се уште го држи во тајност. Сметаме дека за Законот за медиуми мора да има јавна расправа.